Целата книга Јона, како што кажав минатиот пат, ликот Јона како пророк многу не одговара на нашите стереотипи што си ги градиме за пророците или за библиските херои. Обично со нивната пожртвуваност, послушност оставаат топли чувства, пријатни, ги величиме. Меѓутоа Јона не е таков херој. Тој е антихерој во книгата. И се некаков зрак на светлина фрла оваа молитва, која е полна со побожност и поетски е убаво така украсена. Доста емоции има во неа и во голема мера гледаме и доверба во Бог. Меѓутоа, знаете како велат, се изгледа убаво кога е покриено со снег. Дури и буништето, која ќе го натрупа снег, е убаво, бело. Меѓутоа, ако почнеш да копаш внатре, почнува да излегува на површината нечистотијата и смрадот од буништето. Така се и луѓето, такви сме и ние, некои луѓе посебно, убави се така, или може да кажеме убава опаковка, но кога ќе се отвори содржината внатре, таа е никаква. Кинеските производи имаат убава опаковка. Ако некоја детска количка на сликата е нацртана Формула 1 на најдобриот тркач на Формула 1. Кога ќе отвориш внатре, има некаква отровна, неквалитетна, никаква пластика, тоест нешто што личи на детска играчка. Слично, нешто слично, или таа аналогија може да ја примениме и кон оваа молитва. Убава опаковка, натрупана со снег, со побожност, меѓутоа духовноста е симулација, е вештачка во таа молитва. Случката на Јона и рибата е убава за да ги учиме децата како Бог спасува. И таа е една од умилените детски библиски приказки, кога на детските часови, тоа е една од историите во Библијата која така е интересна за децата и се учат децата. Меѓутоа, за жал, многу христијани, па и многу проповедници остануваат на тоа детско ниво на разгледување на овој настан, на оваа случка. Зашто, ако почнеме да копаме внатре во неа, длабоко, ќе видиме дека во оваа молитва има доста егоизам, доста себичност, има доста омрза, самоправедност, а многу малку и дори воопшто покаяние, многу малку обновување во радоста на спасението. И целата книга Јона го потврдува тоа, дека во Јона, иако ова е молитва во која се прославува Бог за спасение, отсуства покаянието. Да се подсетиме на првата глава. Бог му даде заповед на Јона, т.е. треба таа молитва да ја разбереме во контекстот на книгата. По првата глава, уште на почетокот, Бог му рече на Јона: оди во Ниневија и проповедај таму, пророкувај, т.е. зашто неговите гревовите на Ниневија, кој бил голем град, значаен град, стратешки град во тоа време, стигнаа до мене. Јона наместо да тргне кон Ниневија на север, 800 км северно од Израел, тргна на запад, тргна во Тарсис, кој е најоддалечениот град во тоа време, на западниот брег на Шпанија. Тоа се отиде таму каде немаше каде подалеку да отиде, да замине. Зема карта за најоддалеченото место во светот, во неговиот свет. Во бродот, иако тој не беше непокорен на Божиот глас, пише дека заспал на дното на бродот, толку длабоко што дури страшна бура, која
била толку страшна што и пишува дека имало наликувало како да бродот ќе се скрши, целиот ќе се растури и она спокојно спиел. Морнарите за тоа време се молеле на своите богови, го изфрлале товарот за да биде бродот по-отпорен на бурата, правеле се што може да се спаси бродот. И на крајот капетанот го буди и она со укор моли се ти на твојот Бог. И она доаѓа во ситуација еден безбожник, тоа е паганин, не евреин, да го тера пророкот да се моли. Никаде не пишува дека Јона се молише. И потоа, кога станува веќе толку опасна ситуацијата, насетуваат морнарите дека има грев. И тие почнуваат да го барат гревот. Кај кого е гревот? Фрлат жребка, се открива дека Јона е грешникот. Божиот пророк е грешникот и причината за неволјата во која е ставен во опасност животот на сите останати. И во таа борба за живот, морнарите не го фрлат во водата, туку го прашуваат: ти си Божиот пророк, кажи ни што да правиме. И он им вели: фрлете ме. Тој не се фрла сам. И покрај тоа, иако веќе откриена вината кај Јона, тие прават напори да се доближат до брегот, да го спасат. Го превзимаат уште поголем ризик, да ветрот, бурите да го изфрли бродот во карпите и да го скрши. Семачите кога на крајот гледаат дека не можат, морнарите се тие кои повторно се молат на Јахве, пишува, тој да биде милостив и да не направи, да не го земе за грев тоа што ќе го направат, тоа што ќе го фрлат Јона во морето. На крајот го фрлат морето Јона, се смирува бурата и тие безбожници принесуваат жртва и се заветуваат пред Јахве, склучуваат завет со Јахве, ги отфрлаат своите богови и прогласуваат дека Јахве е оној кој спасува. Јахве е вистинскиот Бог. Така завршува првата глава. Третата глава, кога Јона е веќе изфрлен од утробата на рибата, Бог пак му вели: оди во Ниневија и пророкува. И она и оди, пророкува. И кога гледа дека градот се покајува и дека Бог покажува милост, и она се разбунтува повторно. И почнува еден невообичаен спор со Бог, нелогичен, кој на крајот завршува трагично. Завршува со прашање од Бог на кој што Јона не дава одговор. Книгата завршува со прашање. Така да оваа книга, како што кажав, не е за да ни создаде во нас некои пријатни, топли чувства, туку во нас да создаде прашања, тоест оваа книга е насочена против лицемерието. Лицемерието кој треба секој да си го препознае во оваа книга. И ова молитва посебно е многу лицемерна. Така да целиот контекст не открива вистинско покаяние. Целата книга земена нема покаяние. Овде како наликува, како да има, меѓутоа можеме да бидеме само измамени од терминологијата која ја користи Јона. Може само да бидеме измамени од тие зборови. Ако навлеземе во содржината, во суштината, ќе видиме дека има само праведност, само праведност во таа молитва. Терминологијата е убава, дури не е ни негова. Таа терминологија Јона ја позајмува од псалмите. Ќе видиме, ние ќе правиме сега споредба, компаративна анализа на оваа молитва со псалмите, зашто во се тоа е псалм. Ќе кажеме нешто повеќе за тоа. Така да позајмено е се од псалмите кои очевидно Јона добро ги познавал. Не се сомневаме во знаењата на Јона. Не се сомневаме во неговото познавање на законите на Стариот Завет. Ние не се сомневаме во познавањето што Јона ги има кон Бог. И сето тоа ја прави неговата позиција уште потрагична. Терминологија позајмана од псалмите, меѓутоа кога ќе разгледаме ќе видиме дека иако така звучи се побожно,
има плиткост во сето тоа. Терминологија земна од псалмите, но отсуствува онаа длабочина која ја содржат псалмите. И како што кажав минатиот пат, нема да говориме, нема да се занимаваме со докажување како се случило голтнувањето од рибата, како возможно ли тој да остане жив 3 дена и 3 ноќи во утробата на рибата. Тоа не интересира воопшто. Јас верувам дека оној кој создал Вселена може да го направи и тоа што се случило со Јона. Самиот автор на книгата одделува 2 кратки реченици во врска со рибата. Бог прати риба да го голтне Јона и Бог заповеда на рибата да го испрли Јона. Само тоа пишува. Во еврејскиот текст дури не пишува каква е рибата. Пишува само еден монструм прати Бог. Водно чудовиште. Не знаеме каква е. Авторот воопшто не се занимава со рибата. Во многу од проповедите што сум ги слушнал, 2/3 е читање на докази или вестници, случаеви кои биле голтнати од рибата, преживееле, па како изгледале луѓето кои биле испрлени или најдени во утробата, киселините што направиле. Тоа не ни е важно. Тоа не е целта на текстот. Текстот има поинаква цел. Целта на текстот е да ни даде слика. Слика, ќе кажеме, за бунтовниот Израел, но слика многу корисна и за нас денес. Така да, темата е убава упаковка, но лоша содржина. Бидејќи целата книга е драматично напишана како драма, има чинови. Првата глава е сцена. Бродот, бурата. Втората глава е утробата на рибата, третата глава службата на Ниневија на Јона во Ниневија, четвртата глава оној сеирот што сакаше да го гледа и тиквата. Ова е како една посебна сцена. Се е напишано како драма, зашто драматична е случката со Јона, како што е драматична ситуацијата со Израел во тоа време. Така да имаме сцена за подготовка на молитвата. Која е сцената? Сцената е голтнувањето на Јона од рибата. Така да, заповеда Господ една голема риба да го проголта Јона. И Јона се најде во утробата на тој кит, 3 дена и 3 ноќи беше таму и му се помоли во утробата на рибата. Значи, оваа молитва е во утробата на рибата, не е во водата, не е пред да биде фрлен, не е додека се давел. Оваа молитва е кога веќе тоа е таму, во утробата. Тоа значи дека оваа риба не е пратена само за спасение на Јона, туку оваа риба е и местото каде што е компонирана оваа молитва. Местото каде што е кажена молитвата. Ако ќе го читаме псалмот, ќе видиме дека во таа молитва тој ги опишува претходните настани. Како тој се давел, како пропагел до корените на планините, т.е. до дното на морето, на морето. Како тревите на дното почнале да се плеткаат околу него, како останал без див, како земјата за навек ги затвориле резињата, говори за Шеолот, говори за смртта, говори за гробот. Сите тие слики или сите тие термини се употребени во оваа молитва. Така да, тој во еден момент тој е сигурен дека ќе умре, ќе се удави. Вели, резињата на земјата за навек се затворија. Ја видов смртта. И во тој момент рибата го проголтува и тој осознава дека таа риба е пратена за спасение, зашто во таа молитва тој го слави Бог за спасение. Препознава спасение. Тогаш повикал тој кон Бог, додека се давел, повикал за спасение. Повикал кон Бог и Бог тогаш ја праќа рибата. И во
утробата рибата, тој сето тоа како молитва нели го кажува. Нема да говориме за како била средината во утробата, стомачните киселини, остатоци од други риби или се што голтнала таа риба. Основата или подготовката на сцената овдека е спасението. И она веќе е спасен. И она е спасен зашто повикал кон Бог. Бог го решил да го спаси она. На основа на што решил да го спаси, и тоа е многу важно. Дали затоа што Јона се покајал, дали затоа што Бог е милостив кон Јона, дали за да го научи некоја лекција. Сите тие работи се важни. И затоа е многу важно овдека да разбереме има ли покаяние или нема покаяние. Има ли обнова или нема обнова. Контекстот е Јона е непокорен кон Бог. Контекстот е Јона не го слуша Божиот глас. Јона не се покори на Божјата заповед. Тоа е контекстот на овој псалм. Ајде да навлеземе сега подлабоко во таа молитва. Како што кажавме, псалмот или молитвата е по својата природа псалм. Начинот на кој што направи. Тоа е поезија. Еврејска поезија, која е пишувана според сите правила на еврејската поезија. Еврејската поезија нема рима, како што е европската, нашата или древната грчка, туку има паралелизми, тоа е согласноста внатре не е по звук, не е звучна согласност, римувана, туку е согласност на идеи. Така можете, например, овдека да ги видите и оваква е структурата визуелна скоро на секој псалм. Има паралелизми кои се внатре во самите редови, но има паралелизми во целиот псалм. Убаво е да ја видиме овој вид паралелизам. Ние изучувавме псалми во текот на пролетта и есента и пролетта, минатата година и оваа година. Разгледавме многу псалми, рековме дека ова е хиастички псалм. Има паралелизми внатре, во самите стихови, но и целиот псалм е паралелен. Тоест, двете половини на псалмот се преклопуваат. Вистинскиот паралелизам е од Б до Б. Јас ги дадов А и Ја, тоест дел од првата глава, крајот на првата глава, зашто во масоретскиот текст, нашиот текст овдека е Септуагинтата. Првиот стих почнува и заповеда Господ на една голема риба. Но ако читате оригинален масоретски текст, ова глава не започнува така. Друг е редоследот, други стиховете. Јас го земав масоретскиот текст, тоест го вклучив и моментот кога морнарите, безбожници, се заветија и пренесува жртва, кој го имаме како паралелно со А и А' или А1, не знам како да го наречам. Так, но самата нашата глава или молитвата паралелна е од Б до Б. И може да видите, сцената се отвара и заповеда Господ на една голема риба да го проголта Јона. Второто Б кој е паралелно, гледате, првиот стих е паралелен со последниот стих. И тогаш и заповеда Господ на рибата, таа го исфрли Јона на копното. Во овој случај имаме тие што беа на псалмите, како вид паралелизам меѓу првиот и последниот стих. Синонимен? Не, спротивен. Заповеда да го голтна, заповеда да го исфрли. Так, тоа е паралелизм. Потоа, ја гледате паралелизмот меѓу С и С, тоест трети стих и 7b и 8. Кон Господ повикав во мојата неволја и тој ме чу. Извикав од утробата на пеклот, ти го чу гласот мој. Но ти, Господи мој, изведе душата моја од јамата. Кога животот ми изгаснуваше, се сетив на Господ, молитвата моја стигна за мен до тебе, до светиот храм твој. Гледате, значи и тука има повикав и тука повикав. Ме чу, ме слушна. Де со де исто паралелно. Ти ме фрли во длабините во срцето на морето, вода ме обколуваше, сите твои брани вода минува преку мене. Ме притиснаа водите, второто де, без да ме затвори. Истите
истата слика. Тоест како тој тоне и што се случува внатре во водата. Бранови и така натаму, резиња и така. И централната оска, всушност тоест 5 стих. Тоа тука не може да го вклучиме. Тој стих не можеме да го вклучиме во нито една од тие слики. Не би можел да го вклучиме. Отворил сум од очите твои, како ќе ја видам светината твоја, тоа е Септуагинтата, масоретскиот текст вели, отворил сум од очите твои, но ќе ја видам светињата твоја. Значи, различни ракописи. Во едниот случај има оче, во другиот има надеж, да, ќе ја видам. На што се потпира таа надеж во рибата, ќе видиме. Така, се вака представено што паѓа во очи. На што најмногу посветува внимание во молитвата Јона. Тоа е многу важно. Ова е тој хиазм, огледалноста. И овде се паралелизмите. Внатре во стиховите има сами паралелизми, исто така. Го повикав во мојата неволја, извикав од утробата на пеколот, е граден паралелизам на претходниот. Значи, тоа е првиот ред овдека, вториот ред е извикав од утробата на пеколот, кој објаснува која е мојата неволја, ти го чу гласот мој, е веќе третиот градивен елемент во тој ред на паралелизми. И така натаму, во секој има. На нас не е важна ова глобална слика за паралелизми. Ова повторување на идеите. Ова ни е потребно за да видиме што всушност е содржината на молитвата. Така да, молитвата на Јона ја употребува формата и терминологијата на книгата Псалми, тоа е псалм. Ова молитва е псалм. Може да видите, например, еве од Псалм 18, 4-6 стих, вели, во мојот очи го повикав Господа и кон мојот Бог извикав. И тоа од својот свет храм го чу гласот мој и мојот вик стигна до неговото уво. Или Јона вели, кон Господа повикав во мојата неволја и тој ме чу, извикав од утробата на пеколот, ти го чу гласот мој, кога животот ми изгаснуваш, сетив на Господ и молитвата моја стигна до светиот храм твој. И така, гледаме повторување на идеи, земен од псалмите. Голема блискост. Описот на Јона за преплавување, нели, води. 42 псалм вели, сите твои води, твои бранови навалија на мене. Јона во неговата молитва вели, сите води твои брани твои минуваа преку мене. Така да, затоа е важно, значи, Јона позајмува од псалмите, терминолошки е псалм, наликува, по побожноста наликува, меѓутоа, отсуствуваат многу важни работи во овој псалм на Јона, кои откриваат веќе и суштината на неговата состојба. На што се фокусира, кажавме, Јона во овој псалм? На физичките маки и опасноста од смртта со давење. Сите тие поетски описи, значи, од поетски аспект, псалмот е многу убав, прекрасен е псалмот. И јас сум слушал проповеди во кои се величи многу побожноста, духовноста на Јона и се говори за неговото покаяние, неговата решеност да биде послушен и да тргне во Ниневе и така натаму. Псалмот е тажалка, во суштина. Има неколку видови псалми, ово е псалм на прослава и тажалка во исто време. Тој тажи од сејавта. И опишува неговата неволја, во какви маки бил самиот тој. Тој е удавен, исправен непосредно, нели, пред смртта и така натаму. И она што се прославува, значи, прво, описот е физичките маки, страдањата негови, и второ, избавување. Но избавување од што? Пак од смртта. Во псалмот ќе видиме ништо не говори за неговата духовна состојба. Ништо не говори за обновување на неговото срце, на неговиот дух, како, например,
што присуства во многу псалми. Ќе кажеме нешто повеќе за тоа. Но Јона во утробата на рибата, како да не чувства никаква потреба да каже нешто за својата духовна состојба. Да каже нешто за неговиот однос со Бог. И се она што претходеше порано и она што претходи после тоа. Егоцентрична е молитвата на Јона. Зошто е егоцентрична? Некој би кажа, па и во псалмите луѓето говорат за своите маки. Да, книгата Псалми е полна со псалми во кои се говори за маките, во какви неволи биле и така натаму. Болестите, непријателите кои ги напаѓаат и така натаму. Но која е суштинската разлика? Во книгата Псалми, псалмистот ја користи својата состојба како увод за да се насочи кон потоа Божиот карактер, кон Бог каков е Бог кој го дава избавувањето и така натаму. Така, и доминира, тоа се богоцентрични псалмите. Псалмот е напишан да биде прославен Бог. Затоа е напишан псалмот. Во обично. Овдека не можеме да го видиме тоа. Доминираат маките, проблемите на Јона, давењето и искуството што го доживеал во морето, кој било сигурно непријатно, сигурно страшно. Не постои по-голема агонија од тоа да се давиш. И ги опишува сите тие работи. Меѓутоа, еве еден псалмист, еден пример, Псалм 116. Смртни болки ме обзедоа, пеколни маки ме стигнаа. Се најдов во неволја и мака. Псалмистите се искрени и се ги кажуваат своите маки. Тогаш го повикав името Господово. Јона не пишува како се обратил кон Јона. Што кажал кога се свртал кон Бог. О, Господи, избавија душата моја. Милостив е Господ и праведен и милосрден е нашиот Бог. Видите како постои еден баланс меѓу маката и Бог, меѓу описот на маката и описот на Бог. Кој е Бог? Каков е Бог? И овдека славата му е дадена на Бог. Кој е, каков е Бог? Во книгата, во молитвите, во псалмот на Јона не знаеме ништо за Бог. Не ни се кажува каков е Бог. Бог не е предметот, темата на молитвата. Да, во книгата Јона се кажува за карактерот на Бог. Но дури во 4 глава. Тоа е втората молитва на Јона. И видите каква е втората молитва на Јона. О, Господи, зар не го велев тоа уште додека бев во земјата своја? Та затоа и побегнав во Тарсис, зашто знаев дека ти си Бог добар и милосрден, долготрпелив и многомилостив. Над несреќата брго се сожалуваш. Тоа е молитвата на Јона, во која Бог е вклучен како атрибут, како карактер. А сега, Господи, земја душата моја од мене, зашто подобро е да умрам, отколку да живеам. И сега вака, кажа некој скава, тој сосно колку е грешник и се вели, не заслужувам да живеам, зашто ти си многу голем Бог. Не, тој вели, бидејќи си таков и ги спаси овие кои не заслужуваат спасение, не ми се живее веќе. Не ми се живее, сакам да умрам, Господи. Не можам да трпам да гледам како ти си милостив кон тие таму. Додека псалмистите Божите атрибути ги земат како повод да го прослават Господ, Јона ги зема Божите атрибути како повод да каже колку му е тешко нему заради тие атрибути. Гледате егоцентричноста овдека, повторно? Себичноста, еве. Веќе не ми се живее, бидејќи си добар Бог и ги спасуваш. Од завис, од гнев, од лутина не ми се живее. Зошто? Зошто ти си милостив Бог, милосрден Бог. Добро, Бог, зошто го спаси па Јона во утробата? Му пречеше на Јона тоа што иако беше грешен и не се покаја, беше спасен? Не му пречеше.
Ама тој заслужува да биде спасен. Тоа е лицемерието во тој псалм. Во целата книга, го гледаме книгата на Јона. Да, Јона е спомнат во псалм, во неговата молитва. Спомнат е Бог кога, вели, ти ме фрли во длабините. Јас многу ми беше тешко во голтав, се наголтав. Веќе бев стигнат до дното, до корените на планините. Ти ме фрли таму. Ти ме отфрли од твоите очи твои така натаму. Нека ја видам светината твоја заради тебе. Да, и она го спомнува Бог, но како виновник за неговата состојба. За она што му се случува. Молитвата на Јона содржи презир кон неевреите и самозадоволност, самоправедност како евреин. Вели, оние кои почитуваат лажни богови, го оставја својот милосрден. Но јас со благодарствена песна ќе ти принесам жртва. Јона беше сведок на се што се случи на бродот. Во првата глава. Меѓутоа, многу нешта направија морнарите. Се обидуваа по секоја цена да го спасат Јона. Ако Јона не видел дека тие пренесоа жртва и се заветија, зашто тој веќе беше фрлен, тој виде како се молеа на Јахве, зашто им беше тешко да го фрлат во морето. Се молеа, Господи, немој да не казнуваш заради крвта на овој човек, тоа што ќе го фрлиме. Јона го виде тоа. Јона беше сведок како направија се да го спасат. Во молитвата тој воопшто не спомнува ништо за морнарите. Ние погледнато од христијанска гледна точка би каже тој требаше да благодари на Бог за тие морнари. Така би кажеле. Дејството на морнарите, нивното покаяние, свртувањето кон Бог не е воопшто причина да се радува Јона. Апсолутно. Тој продолжува со презир да гледа кон нив. Зошто тој не се радува на промената на морнарите и на односот на морнарите? Зашто тој сака да ги види мртви. Тој сака да ги види казнети од Бог. Тој сака да види како бродот се крши и сите заедно одат во смртта. И ако сме искрени, овие зборови не одговараат на реалната ситуација. И он овде е многу праведен. Јас не сум како оние што почитуваат лажни богови. Јас сум добар. Јас ќе ти принесам жртва со благодарност. Не сум како нив. Во првата глава, па и остатокот на книгата, сликата што ја добиваме многу поинаква. Кој беа тие што се молеа во првата глава? Јона или морнарите? Кој беа тие што го слушнаа Божиот глас и се покорија на Божиот глас? Морнарите или Јона? Безбожниците или Јона? Кој го бараше гревот на бродот? Кој го кажуваше на гревот? Кој се зачуди за тоа што некој не е покорен, некој е непокорен. Кога Јона им објасни што се случило, тие кажаа, како можеше ти да го направиш тоа? Како си можел на Богот кој го создал небото и земјата, ти да не му се покориш? Кој покажуваше милост во првата глава? Во книгата има две покаянија. Едното е на морнарите, другото на ниневијците. Кој навистина се покајуваше во книгата? И покрај тоа, иако неевреите покажаа покорност и покаяние, Јона најладнокрвно, најлицемерно се издига себе си во молитвата. И ќе каже, јас тоа што сум го ветил понатаму, јас ќе го извршам тоа. Тоа е духовно супериорен. Зошто? Бидејќи е евреин, бидејќи е пророк.
Псалмистите, ако читате книгата Псалми, неволите се повод за оплакување, ламентација, но во исто време псалмистот и кажува зошто е во таа состојба. Ако некој е во грев, тој многу јасно го кажува. Например, Псалм 67, тоест овде кога говориме за копнежот на псалмистите да ги видат спасени другите. Зашто може да кажеме овде дека, ама тоа е степенот на откровението на евреите. Тоа е Стариот Завет. Евреите да ги мразат другите. Таму нема концепт за љубов, за спасение на другите. Не е точно. Уште на Аврам му беше кажано кога Бог склучи завет. Преку тебе и твоето потомство ќе бидат благословени сите други народи. Тоа беше улогата на евреите. Да работат на спасение, да ја покажат Божјата слава преку нивната верност и покорност и да дојде до спасение на другите народи. Еве, например, 67-от псалм што вели. Боже, биде милостив кон нас и благословене. Осветлене со лицето свое, да се спознае на земјата патот Твој и меѓу сите народи спасението од Тебе. Да те прославуваат народите Боже, сите народи да те прославуваат. Племињата нека се развеселат и нека се радуваат. Зашто праведно им судиш на народите и ги водиш народите на земјата. Народите нека те прославуваат Боже, сите народи нека да слават. Земјата го даде својот плод, Бог, нашиот Бог, не благослови. Да не благослови Бог и сите земни краишта нека го почитуваат. Јона не сакаше Бог да ги благослови другите народи. И затоа кога доби заповед да оди во Ниневија, затоа тој побегна. И затоа не треба да не чуди зошто во молитвата, во утробата на рибата, тој не ги спомнува морнарите и нивното покаяние. Јасно покаяние. Наместо тоа тој истакнува својата самоправедност. Единственото ветување што Јона го направи во молитвата беше ветување да пренесе жртва во храмот. Некој може да каже, не, Јона се покаја и тргна во Ниневија. Не е точно. Тој даде тука ветување дека ќе принесе жртва и вели, она што сум го ветил, ќе го исполнам. Никаде во псалмот тој не вели, Господи, јас грешив и ќе одам сега во Ниневија. Не, тој вели, ќе принесам жртва. И тој со голема радост ќе го направи тоа. Зошто? Зашто тоа значи дека треба да оти, жртвите се пренесуваат со завет, со заклетва. Имаме такви псалми во кои псалмистите се заветуваат дека ќе принесат жртва во храмот. И тој со голема радост би се вратил во храмот. Зашто така ќе се спаси од исполнување на онаа заповед што Бог му ја даде да оди во Ниневија. Никаде Бог не бараше од Јона да му принесе благодарствена жртва. Нема такво барање. Самиот Јона си го измисли тоа овдека. Ако има овдека решителност на Јона да исполни Божјата заповед, тогаш зошто на почетокот на 3-та глава, кога рибата го испрли Јона на брегот, пишува и Бог повторно му проговори или дојде повторно Словото Господово и му рече на Јона, Јона, оди во Ниневија. Не знаеме зошто повторно требаше Бог да му каже. Зошто не пишува на почетокот на 3-та глава и Јона се насочи кон Ниневија. И Јона се насочи кон Ниневија. Но кога Бог пак му каже, оди сега во Ниневија. После сето тоа што се случи. И на крајот стигнуваме до тоа дека нема ниту трага од покаяние или исповед на грев. Иако тој не го слушаше Божиот глас. Не беше покорен на Бог. Ништо не спомнува тој за својата непокорност. Тој само во демон вели, јас ке сум многу покорен, ќе ти принесам жртва. Но никаде во целата таа молитва тој не, Господи, јас бегав од Тебе, јас бев непокорен, јас Твојата заповед е отфрлив. Не можеме да видиме таков момент. Но тој контекстот, никаде во псалмот не можеме да видиме зошто е тој самиот Јона да каже зошто се нашол во таква ситуација. Во нито еден момент. Зошто е во морето? Зошто стигнува до дното на пеколот? Зошто е во утробата на рибата?
Никаде, ниту најава, ниту трага нема од тоа. Ниту да се насети нешто такво. Еве псалмистите што велат. Псалм 32:5. Тогаш го признав гревот мој и не го сокрив беззаконието свое, па реков: ќе му ги исповедам на Господ моите престапи и ти ми ја прости вината на гревот мој. Еве, Јона позајмува од псалмите, меѓутоа позајмува работи кои треба да искажат неговата мака. Но ништо не зема од псалмите како покаяние. Или, например, Псалм 51, он е познатиот покајнички псалм. Помилуј ме, Боже, поради големата Твоја милост и заради големата Твоја добрина избриши ги беззаконијата мои. Изми ме темелно од моето беззаконие и очисти ме од мојот греф, зашто престапите мои ги знам и мојот греф е секогаш пред мене. Против Тебе, само против Тебе сгрешив и пред Тебе зло извршив, така што Ти си праведен кога ќе пресудуваш и безпрекорен кога ќе судиш. Ја правам ова спорада со псалмите, да видите зашто ова е псалм. И овој псалм она би требало да го изрази она што го изразуваат другите псалми. Убав е како другите псалми, но длабочината, содржината ја нема на другите псалми. Дали непокорноста на Јона, па на крајот на краиштата и не беше толку страшна? Например, неговиот греф не е како гревот на безбожниците. Безбожниците се поклонуваат на други богови. Јона не го прави тоа, Јона не се поклонува на други богови. Тој останува да се поклонува на Јахве. Едноставно тој не сакаше една заповед, не сакаше да го слушне Божиот глас. Што му вели Самуил на Саул? Вели: зар се палениците и преносите повеќе му се пријатни на Господ? И она рече: ќе ти принесам жртва. На тоа Самуил би кажал: тоа ли му е пријатно на Бог? Тоа сака твојата жртва? Што му е? Отколку послушноста на гласот Господов. Ова му го каже Самуил кога Саул не го послуша гласот на Господ, да уништи се во Гај, во тие градови што ги освојуваше. Послушноста е подобра од жртвата и покорувањето подобро отколку овнешкото месо. Зашто непокорноста исто таков греф каков што е вражањето, а тврдоглавост е исто како и идолопоклонството. Ова, кој сигурно Јона го знаел, го смества Јона на ист ранг со тие идолопоклоници кои Јона ги критикува. Зашто имаме непокорство на Јона. Имаме Јона непослушност, не го слуша Божиот глас. Но решава да принесе жртва. И Јона е идолопоклоник. Во тој случај. Изравнете со идолопоклониците. Така ли вели? Ова е ли така? Јона е ист како нив во случајот. Од тоа што пишува молитвата и тоа што следи, можеме да видиме дека нема промена во неговото срце. Има само самоправедност и благодарност за физичкото избавување. И тука е прашањето: дали Бог го спаси или го избави Јона заради покаяние? Дали го избави заради промена? Јона е спасен од Бог по милост, за да разбере дека како што тој е спасен така, Бог и другите така сака да ги спаси. Тоа беше лекцијата. Да не се удира по гради и да покажува со прст на другите колку тој е праведен, на другите грешни. Туку да се смири пред Господ и да покаже и тој љубов и милост кон другите. Тоа е единствената цел на спасението на Јона. Тоа е лекцијата што Јона требаше да ја научи овдека. Лекцијата која, за жал, на крајот не гледаме дека ја разбра. На крајот Бог завршува со таков аргумент, нели, ги поставува на кантар, нели, тиквата на Јона и илјадниците, стотици илјади што живеат во градот, кој многу мали дечиња, и Јона не одговори на тоа прашање. Останува лут.
Затоа што неговата тиква, која го штитела од сенка, е исушена. Тешко ни е, можеби, да прифатиме дека еден Божи пророк може да биде таков. Бунтовен, надмен, непокаен, егоцентричен. Не може да прифатиме дека еден Божи пророк може да биде грешен. Да, тој е идолопоклоник во случајот. Ние сме навикнати, како децата, да слушаме библиски раскази, кои на крајот ќе не остават со топли и пријатни чувства. Книгата Јона не е напишена со таква цел. Не. Книгата Јона е напишена да не остави во размислување, сите. Да размислуваме за самите нас. Тоест, книгата Јона, читајќи ја, треба да не остави во непријатно, неудобно чувство за сопственото лицемерие. Има практични лекции, лекцијата за Израел. Кажа веќе, Израел беше избран да го објави спасението на сите народи. Израел не исполни таа цел. Израел пропадна во тој поглед. Јона е слика на бунтовниот Израел, кој не исполнува Божјата заповед. Јона е слика на Израел кој постојано врши идолопоклонство на различни начини. Но може би за нас поважна е лекцијата, нели? Лекцијата за површната духовност, за вештачката духовност. Онаа духовност која се покажува преку форми. Духовност која се потпира на потекло, на наследство, деноминационално, доктринално, на позиција пророчка или каква е да е од црквата, на знаење и така натаму. Нито една од сите тие работи не ја сочинуваат духовноста. Духовноста е послушност, покорност. Духовноста е извршување на Божите заповеди. Така да, површната духовност е самозаштитничка. И она беше духовно во полоша позиција од безбожниците. Тој си облече духовност во утробата на рибата, за да се заштити, да се покаже погорен од оние кои навистина беа погорни од него. Тој одби да каже за морнарите, да одаде чест пред Бог или благодарност за морнарите, одби. Зошто? За да не се покаже неговата недостојност. Неговата духовност е самозаштитничка духовност. Таа е самоправедна. Зошто? За да ја отврли праведноста на другите. И она е лекција за сите оние кои себе си ќе се најдат оправдани за своите постапки, а сите останати потоа ќе ги обвинат за нивните гревови, за нивните пропусти, и тоа ќе го направат на многу духовен начин, како што Јона го прави. Така да книгата Јона е лекција за сите нас кои знаеме да удриме по глава, дури и убаво со стихови од псалмите, како што Јона прави, но самите да не се погледнеме преку тие стихови. Нека Господ не чува таа синтетичка духовност. Зборот синтетичка обично има негативно влијание. Ако природното е здраво, синтетичкото секогаш е отровно, штетно. Синтетичката духовност не само што не е замена за природната духовност, синтетичката духовност е отровна. Не само што не може да замени, туку трови, уништува. Затоа овој псалм треба да не доведе до вистинска духовност,
исполната со живот и искреност. Да бидеме повеќе како псалмистите, а не како Јона.